Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувана јавност, почитуван премиере Ковачевски. Дали се согласуваме со реконструкција на влада, се разбира дека се согласуваме. Дали се согласуваме дека овие ваши предлози треба веќе да не се министри, овие предлози за разрешување треба веќе да не се министри, да се согласуваме. Меѓутоа, исто така се согласуваме дека вие треба комплетно сите да ги смените и самите да си дадете оставка. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што, почитуван премиере, овие коалиции кои што ги правите и вие и предходниот ваш премиер, за жал и наш премиер, не ги прави врз основа на некакви принципи, туку ги прави врз основа на политички пазар, на пазар 3. Сега наредно, веројатно, имавме предходно групер критериуми, сега наредно ќе биде и coffee to go или не знам што и да е критериум. Почитувам премиере, за овие година дена откако сте премиер, вие постојано Европската унија не ја вадите од уста, постојано кажувате дека натаму некаде не движите, меѓутоа има релевантни фактори, релевантни институции кои што кажуваат дека одите во спротивна насока со неа. Прво, еве и за новодојденците во влада кои што набрзо ќе бидат дел од оваа влада која што води во пропаст, ќе кажам дека Европската унија покрај овие критериуми кои што ги наметнувате, односно не ги наметнува Бугарија затоа што начекаа село без кучиња, Европската унија си има своји критериуми. Тие критериуми се одредени и во Копенхаген, и во Мастрихт, и во Мадрид и така натаму. Проблемот во Република Македонија е што вие ништо од тоа не исполнувате. И нормално е кога не исполнувате, кога ќе начекаат некаде слаба алка таму да удрат. И нормално е дека покрај сите овие недостатоци тие постојано ќе ви бараат некакви дополнителни услови само за да станете дел од некое семејство, кое што треба да представува демократија, кое што треба да представува владење на правото и така натаму, меѓутоа според сите извештаи гледаме дека се движиме, уште еднаш ќе кажам, во спротивна насока. Критериумите од Копенхаген, донесени 1993-та, се делат на 3 дела: политички, економски и институционални критериуми, почитуван премиере. Во политичкиот дел имаме стабилност на институциите, но гледаме дека ниту една институција во Република Македонија не е стабилна. Гледаме дека Фондот за здравство не ни функционира, дека здравствените работници воопшто немаат никаква светла иднина и гледаме дека бројот на докторите во континуитет се намалува, гледаме дека здравствените работници не земаат плата и така натаму. Почитуван премиере, во делот од институциите кои што значат земјоделие или било каква администрација, влада е башибозук. Гледаме дека во центри за социјална работа апсолутно ништо не е како што треба. Вие требаше да почнете од таму, треба да почнете да ги исправате институциите, треба економијата да ја доведете онаму каде што треба. Понатаму во политичкиот дел од критериумите од Копенхаген треба да има демократија. Меѓутоа гледаме според Евротинг дека постојано се зголемува процентот на луѓето кои што не се согласуваат дека има демократија во Република Македонија. Треба да има владење на правото. Во правосудниот систем гледаме дека довербата паѓа во континуитет и за жал е дојде на некои 3-4%, предпоставувам ќе дојде и во границите на некаква статистичка грешка. Треба да владеат човековите права и правата на малцинствата. Тука би додал, во Република Македонија треба да владее и правото на мнозинството, затоа што имаме несоодветна застапеност. Понатаму во економските критериуми, вие подобро ги знаете, треба да има функционална пазарна економија, справување со конкуренцијата на пазарните сили и така натаму. Институционалните критериуми, почитуван премиере, и усогласување на законодавството со правото на Европската унија, меѓутоа во континуитет гледаме дека сето тоа се прекршува. Понатаму 1995 имаме административни критериуми од Мадрид, кои што исто така добро ги знаете, но она што вака би требало вас да ве заинтересира повеќе е критериумите од Мастрихт. Инфлацијата да не биде поголема од референтната вредност на трите членки на Европската унија со најниска инфлација плюс 1,5%. И гледаме како се движи Македонија. Гледаме инфлацијата на секаде во Европа дека се движи некаде во некои граници на едноцифрен процент зголемување, затоа што имаме за жал една војна во Украина, меѓутоа кај нас сето тоа е двојно повеќе. Далеку сме од тие 1,5% кои што
е референтна вредност според критериум од Мастрихт. Каматната стапка на истите три земји членки со најниска каматна стапка плюс 2%. Гледаме дека Народната банка ги зголемува во период на несигурност каматните стапки, буџетскиот дефицит да биде помало од 3% од БДП-то, меѓутоа секоја година тој се зголемува и сега пробувате да направите некакви маневри со буџетот за 2023 година, па да се движи во некаква граница од 4,6-4,7, иако како што тргна годинава ќе биде многу поголем буџетскиот дефицит. Јавниот долг да не биде поголем од 60%, но со оглед на ова што ни следува новото задолжување кое што еве имавте еден неуспешен обид вчера, гледаме дека ќе биде многу повеќе од 60%. Почитувам премиере, 2020 година имаме дефицит 870 милиони евра. 2021 650 милиони евра. 22 исто така 650. За 23 е предвидено 700 милиони евра дефицит, меѓутоа имаме и застарени долгови 874 милиони евра, што од прилика иде милиарда и пол. Далеку сме од сите останати критериуми и како што кажав, Бугарија во случајов начека село без куќиња, па дополнително ќе удираат со некакви барања кои што ниту вие можете да ги исполните, ниту верувам дека овие пратеници од мнозинството се согласни за такво нешто. Почитувам премиере, нашиот европски пат ни е многу добро одреден и дефиниран во извештаите на Европската комисија. Од 34 параметри статистички кои што се мерени, во 24 имаме уназадување за разлика од времето кога вие велевте дека владеело режим. Во 10 параметри имаме стагнација, а во нула параметри имаме подобрување. Нулата, знаете како е? Двојна нула. Змиски очи, овој хазардерот пред вас кој што беше премиер, змиски очи, тоа го викаат кога ќе фрла две коцки, два кеца кога ќе се падне. Натаму се движите, за жал, почитувам премиер. Она што вие го велевте претходно дека владеело режим, а сега некаква демократија, се гледа конкретно низ овие бројки. 2009 година оценката за Република Македонија била 2,52. Она што е нешто релевантно, што се оценува од страна на Европската Унија. Тоа не го кажува ВМРО-ДПМН, тоа не го кажува СДСМ, ниту ДУИ, ниту пак овие од Алијанса кои што до вчера ни го рецитираа тука Кавка, па кажува како требало да се има некаков дигнитет. Дури и кога ќе се умирало, требало да се има дигнитет, меѓутоа тие штом го пречекорат прагот од едната во другата врата, го менуваат нивниот дигнитет и претпоставувам дека ќе завршат како што ќе завршат овие од ДУИ. 2009 година 2,52 била просечната оценка. 2011 исто така кога велевте дека има режим 2,53. За жал во последните 4 години во континуитет имаме пад. 2018 1,64, 2019 1,91, 2020 2 просечна оценка, 2021 најниска 1,52. Зарем не мислевте, почитувам премиер, дека вие треба да смените и Крешник Бектеши? Зарем не мислевте дека треба да смените и Етон Шакири кој што ги остави учениците без учебници? Зарем мислите дека овака ќе влезете во Европска Унија преку некакви пазари и преку некакви договори? Колегите од Алијанса треба да бидат свесни дека прават пакт со ѓаволот и не знам што очекуваат. Дали мислите, почитувани колеги од Алијанса, она што до вчера го критикувавте дека од утре ќе го исправите? Па иселувањето е рак рана и на македонските и на албанските мајки. И немојте кога иде некаков преокрет во однос на политиките во Република Македонија, вие секогаш да употребувате националистичка реторика затоа што мислите дека ќе придобиете гласачи. Секојдневно сме сведоци дека по десетина автобуси од Тетово, од Гостивар, од Дебар, од Струга, исто како од Велес, од Битол, од Штипи, од Кавадарци се иселуваат. Дали мислите дека со овие кои што ја донесува Република Македонија на ова дередже, дали мислите дека заедно со нив ќе спречите тоа? Нема да го спречите. Почитувани колеги од Алијанса, за 150.000 евра не се губи дигнитетот. За куќа во Тафталиџе не смеете да го изгубите дигнитетот. За жал ќе биде доста и за нас и за вас,
ако донесете таква одлука. Ви благодарам.